Добро вечер, вести на Канал 5. Бројот на потврдени случаи на западно-нилска треска во земјава се зголеми на 53 пациенти. Нема нови смртни случаи, но 6 мина од хоспитализираните на инфективна клиника се во тешка состојба и се на интензивно лекување, информираше министерот за здравство Сашо Клековски. Сите информации за западно-нилската треска, регистрираните случаи, ризичните точки и активностите за сузбивање на комарците од сега се достапни на една интерактивна мапа. Се дадени сите случаи со западно-нилска треска, распоредени по населени места и тие се лоцирани на мапата по населени места. Исто така се дадени сите ризични точки што се определени низ комуникација со Центарот за јавно здравје, односно легла на комарци, и исто така се наведени сите активности што се спроведени или се спроведуваат во градот Скопје, односно во Скопскиот регион, за прскање со податоци за каков е типот на прскање, со што е прскано и кој прскал. Вирусот е тука и ќе остане како сезонска закана, порача во гостувањето во Вести Плюс епидемиологот професор Драган Даниловски. Ние треба да се навикнеме, да го смениме нашиот начин на размислување, дека западно-нилската треска и да ја доживуваме западно-нилската треска како нешто екзотично, како нешто што се јавува инцидентно, како нешто што ексклузивно се увезува. Не е тоа така. Вирусот веќе циркулира во својот природен циклус, си го најде природниот циклус тука на наш терен. Природен циклус му представува птиците и комарците, и вирусот е тука, наш е. И мораме да се навикнеме да го доживуваме веќе и да го третираме како сезонска закана. А ако е тоа така, тоа подразбира дека истовремено мораме да се подготвиме, да спремиме, да дизајнираме траен систем за надзор и за подготвеност. До 18 часот денеска во земјава се регистрирани 19 пожари на отворен простор, од кои 5 се активни, информираше Центарот за управување со кризи. Активни пожари има во општините Студеничани и Зелениково, на подрачјето на Гостивар и Македонски Брод во селото Тисовица во Зелениково, над Нежилово во општина Чашка и на депонијата во Новосело. Директорот на ДЗС Стојан Ангелов рече дека безмалку сите пожари се предизвикани од човек. Најголем дел од немарност, но одреден број пожари се предизвикани намерно, како тој на Китка. Каква ќе биде судбината на дата центрите во Македонија? Иницијативата за изградба во близина на Пехчево засега е повлечена, а власти и опозицијата остануваат на диаметрално поларизирани позиции. Со позитивен став се огласи и екс-премиерот Димитар Ковачевски. Андријана Лазова, Божиновска ги има ставовите. Лидерот на СДСМ Мавенко Филипче обвинува дека власта имала план под маса да протне изградба на повеќе дата центри, кои според него ќе ги доведат во опасност струјата, водата, земјоделските површини и живиот свет во реките. Филипче стигнал и до документ за кој тврди дека е доказ и некоја компанија добила дозвола од владата за изградба на дата центар со пристап до реката Вардар. Дали тоа значи дека огромната количина на вода која што ќе ја користат дата центрите кои што организираната криминална група на ВМРО сака да ги прави кај нас, ќе ги остави нашите полиња и земјоделците без водоснабдување. Тоа Македонија ќе прави со струјата, која што во еден дел целосно ќе биде искористена од овие дата центри затоа што тие трошат многу струја. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски за Канал 5 тврди дека струјата и водата нема да бидат загрозени со било каков дата центар изграден во земјава. Тој уверува дека е предвидено сите големи инвестиции да се снабдуваат со електрична енергија од обновливи извори. Најважно е граѓаните да знаат едно: нема да дозволиме инвестиција во било кој центар за податоци да значи помалку вода или помалку струја за домаќинствата. Ова
овие центри трошат електрична енергија како било кој индустријски капацитет, а зависно од технологијата може да користат и вода за ладење, која не се троши, туку циркулира и потекнува најчесто од подземни води, а не од постоечки реки или водоводи. Затоа, пред да се одобри ваков проект, точно ќе се знае од каде ќе доаѓа енергијата, колкава ќе биде потрошувачката и каков систем за ладење ќе се користи. Поддршка за изградбата на дата центри ни саркастична објава даде поранешниот премиер Димитар Ковачевски. Имала среќа Америка што Пехчево не е во Силиконска долина, а богами и Кина што Пехчево не е во Шангај. Што би правеле денес со вишок од вода, напиша тој на Фејсбук. Спротивниот став од партискиот, според Филипче, не значи раскол, туку демократија во партијата. Што е заклучокот од тоа што го говорите? Не е раскол. Туку доказ дека ние сме вистинска демократска партија. И сече мислење се цени и може да се каже во јавност. Вчера премиерот Мицкоски за иницијативата во Пехчево рече дека се работи за приватна инвестиција, но дека владата генерално ги поддржува тие кои ги исполнуваат еколошките стандарди. Почнува изградбата на автопатот Скопје-Блаце. Денеска во присуство на премиерите на Македонија и на Косово Христијан Мицкоски и Албин Курти беше ставен камен темелникот, а изградбата е предвидено да трае 4 години. Автопатот со должина од 10,5 километри е вреден 222 милиони евра, а по подолг период договорот го доби домашна компанија Скопски Гранит. На поставувањето на камен темелникот беше присутен, речиси, целиот државен врв, како и европски делегации. Проектот се финансира од ЕБОР со 167 милиони евра, а земен е и грант од околу 30 милиони евра од рамките на Западен Балкан. Со изградбата овој пат ќе се поврзе директно со автопатот Блаце-Приштина, кој е веќе направен. Еден проект кој што за сите нас е историски, проект кој што во вистинска смисла на зборот историски изминативе повеќе од 2 децении ни беше представуван дека само што не почнал да се реализира, но еве денеска сите сме овдека присутни и сведоци на почетокот на реализацијата на овој проект, нешто што оваа влада го имаше како свој приоритет. Освен што ќе се скрати дистанцата, ќе се олесни протокот и ќе се создадат нови можности за соработка за граѓаните и економиите на нашите две земји. Ние сме две држави кои имаат висок проток на граѓани од двете страни на границата. Семејствата, студентите, работниците, професионалците и нашиот бизнис се движат секој ден помеѓу Косово и Северна Македонија. Втор пат Страсбур враќа македонски кандидат. По адвокатот Јордан Апостолски не помина ни адвокатката Ана Дангова Хук. Советодавниот панел на Советот на Европа назад го вратил предлогот со незиното име. Како нов предлог ќе биде доставена кандидатурата на адвокатката Јелена Ристич, потврдуваат од Уставниот суд. На листата остануваат адвокатката Наташа Бошкова и професорот и декан на правниот факултет Сашо Георгиевски. Патот до изборот на нов македонски судија во Страсбур трае повеќе од 1 година. Председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, кој е председател на комисијата, одлуката на Советот на Европа ја очекува најдоцна до јануари, а до изборот на нов судија во Страсбур останува Јован Илиевски. Го разгледавме извештајот на експертскиот панел и одлучивме да номинираме нов кандидат. Тоа е адвокатот Јелена Ристич. Забелешките за предходниот кандидат беа дека не е целосно квалификувана, значи дека поседува квалификации, но дека не се целосно во согласно со критериумите на Европскиот панел. И од таа причина ние ја кандидиравме господјата Јелена Ристич. Се надеваме дека во зависност од брзината на постапувањето на експертскиот панел и од евалуцијата на оваа номинација, ќе зависи и изборот на судијата, дали ќе се стигне до октомвриската сесија на парламентарното собрание. Не сум толку оптимист, пореално е јануарската, но се надевам дека до јануари ќе имаме нов судија во Европскиот суд за човекови права. Толку во овие вести. Имајте убава вечер.